вашиот коментар сега по објавувањето на законот за амнестија и официјално? Сигурно сте се заинтересирали, ако не е стигнато. Како обвинител, кој вложи многу труд и многу работа во овој предмет, но и како граѓанин на оваа држава, не сум задоволна од законот што е донесен, мислам воопшто од закон за амнестија. Дали се подготвувате за преквалификација по тие насоки што се дадени таму? Како ќе тече тоа амнестирање? Кој ќе ја прави селекцијата? Преквалификација нема да има за тие обвинети што се опфатени, што не се опфатени со амнестијата, затоа што не важи амнестијата за целото кривично дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. А како ќе стигнуваат барањата за амнестија, така ќе се одлучува поединечно по истите, со тоа што навистина во законот е предвидено дека одлуката ја носи судот по претходно прибавено мислење на јавниот обвинител. И тоа е добро што е така, затоа што е многу подобро него комисија да формира во собранието, па амнестијата да ја одредуваат тие за кого да важи, а за кого да не важи. Сепак обвинителот најдобро го знае предметот, а и судот која ќе се комплетира доказната постапка. Дали ти Па мислам дека не е баш точно прецизно донесен законот, така да ќе имам консултации со јавниот обвинител на Република Македонија и со колегите од јавното обвинителство на Република Македонија. Дали ги земете во предвид доказите кои што ги дава обвинетите или ќе се водите по тоа што вие имате само како обвинение поделени во 4 групи, некако и се... Не, вака, значи сите докази било предложени од обвинителството, било предложени од одбраната, ќе се земаат во предвид при одлучувањето. Значи вие сте клучна за да одлучите кој ќе добие амнестија, кој не, клучен е судот. Значи обвинителството само дава свое мислење. Обвинителке, што ќе се случи ако решите никого да не амнестирате? Не можам да решам никого да не амнестирам. Значи јас како обвинител морам да го почитувам законот. Ако не го почитувам законот, јас правам кривично дело. Дали надлежната судика ќе одлучува, не е прецизирано кој? Значи на кој се мисли? На судот, судечкиот совет? Не знам, тоа е веќе во делот на судот, така да повеќе обрнува внимание она што ќе биде обврска на јавното обвинителство. Дали дел од обвинетите можат да се товарат за здружување заради непријателско действување? Она дело кое што не се амнестира со закон. Тоа исто така ќе го одлучиме со јавниот обвинител на Република Македонија. Може да очекуваме дека можно да преквалификувате за дел од обвинетите во овој случај такво дело? Вака. За да преследнете амнестијата. Тој член, став 1, се однесува на организаторите. Ако некој е организатор, тој одговара и за делата кои ги сториле тие што тој ги организирал. Така да, може евентуално некој дополнително да биде обвинет и за здружување за непријателска дејност, а сепак му останува и кривичното дело терористичко загрозување на уставен поредок и безбедност. Тоа е со нарочителите. Нити ги спомнуваат во законот за амнестија, меѓутоа вие се водите предистражна постапка. До каде е тоа? Не, спомнати се во законот за амнестија, во делот кој кажува кој нема да подпадне под законот за амнестија, тоа се
организаторите и нарачателите. Тие не спаѓаат во лица кои може да бидат амнестирани. Не пишува нарачател, пишува подготовка и организација. Се мисли веројатно на нарачателите? Па видете, тоа е едно исто, само се употребуваат различни термини. Јас употребувам термин организатори, вие нарачатели, собранието употребило друг термин и така. Добре, како ќе да покриете обвинение за организаторите? Со оглед на тоа дека водите истрага за тоа? Не, јас водам пред истрага. Значи, прво треба да донесам наредба за истрага, која може да трае до 6 месеци, а потоа и евентуално обвинение. Како ќе влијае амнестијата врз работата на обвинителството? Како ќе влијае? Тие што според закон мора да бидат амнестирани, ќе бидат амнестирани. Постапките ќе си продолжат за останатите кои нема да потпаднат под овој закон.